носе 325.000 евра преку Агенцијата за привремени вработувања. Каков развоен буџет, каков реформски буџет, какво сеење на магла на граѓаните дека ние со овој ребаланс негде нешто кратиме, а негде нешто не знам додаваме. Ние не сме ни од вчера, ги знаеме и поставките ги знаеме. Од вас се очекува ветувањата што ги дадовте да ги исполните. Ние сме сега опозиција и будно ќе следиме. Мислиме дека странските инвеститори се важни, но нашиот фокус на политиките ќе биде за привлекување на странски инвеститори кои што ќе прават врски со домашните инвеститори. Ние веќе почнавме да правиме разговори со различни инвеститори, со различни институции, го објаснуваме тоа. Дури ако погледнете во извештаите на Европската комисија, последниот прогрес репорт, тие јасно пишуваат дека они викаат дека вакви повратни врски се скоро и да недостасува. Значи има огромен простор оваа дупка да се пополни. Второ нешто кое што е многу важно, кое што беше поврзано со кост бенефит анализата тука, е да имаме транспарентност. Транспарентноста за почеток може да значи дека да значи и барем целосната сума на поддршка да биде јавно објавена и граѓаните да ја знаат. Тоа е околу тоа. Следно нешто, вие рековте дека падот на градежништвото. Сега падот на градежништвото, еве ја го кажувам најтехнички што може, се случил во првата половина на година. Значи се случил во првите овој податок што постои тука е практично за првиот квартал на годината. Имавме сега јас како влада, ние треба да направиме се ова да се промени, но тезата беше дека тоа е во овие од јуни наваму, апсолутно не. Значи, во првиот квартал е паднато градежништвото. Буџетот за 2017 беше наречен рекордно најголем буџет од тие што го предлагаа и стварно според приходите кои што се планираше да се соберат и според трошоците, но тој за нас беше највисок нереален буџет или најмногу нереален буџет или рекордно нереален буџет. И сето тоа што го кажувавме при носењето на буџетот, со овој ребаланс се потврдува. Во смисла на реализација на приходите, односно во неможноста да се реализираат приходите во оној износ во кој биле планирани, а паралелно на тоа и неможноста да се реализираат и планираните расходи.